Добар ден, почитувани. Вие следите најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со приватната клиничка болница Жан Митрев. Каротидите се крвни садови на вратот, што ја носат крвта до мозокот. До какви здравствени проблеми може да дојде доколку се јават промени во нив? На кој начин се диагностицираат и лекуваат болестите на каротидите? Ќе го прашаме доктор Ристе Зимовски, специјализант по кардиохирургија. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а како и досега ќе имате можност да се вклучите и со ваши прашања во програма. Останете на Телма. За болестите на каротидните артерии во денешната Телма амбуланта зборуваме со доктор Ристе Зимовски, специјализант по кардиохирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре дојдовте и добре ни дојдовте. Ви благодарам, добре ве најдов и ви благодарам на поканата да бидам ваш гостин денес. Каротидите се како автопат до мозокот. Што се случува кога на нив ќе се најде некоја пречка? Да, одлична паралела направивте. Значи, каротидите представуваат главни крвни садови кои што ја носат крвта од срцето во мозокот. Нивната важност може да се види во фактот дека тие учествуваат практично во 75% од мозочната циркулација. Сега, кога имаме случаи на одредени нарушувања на тој проток на крвта од каротидите кон мозокот, доаѓа до одредени проблеми. Најчести причинители кои што предизвикуваат нарушување на движењето на крвта кон мозокот представуваат атеросклеротичните плаки. Тоа е под број 1, под број 2 може да бидат одредени тромботични формации, под број 3 може да бидат одредени воспалителни процеси, под број 4 може да бидат одредени туморски промени кои што притискаат на самите крвни садови и сето тоа всушност доведува и резултира до одредени невролошки нарушувања како резултат на компромитираниот крвен проток кој што се јавува во истите и различна нивна невролошка манифестација, дали во форма на транзиторна исхемична атака, дали во форма на мозочен удар, понекогаш когнитивни засегања, значи практично нарушувањата во циркулацијата на каротидните артерии се манифестираат со еден вид на невролошко засегање. Кога зборуваме за атеросклерозата, односно оние масни наслаги што се јавуваат на крвните садови, дали мора да е покачен холестеролот за да се јават вакви промени? Да. Холестеролот, покачениот холестерол е еден од ризик факторите кои што доведува до развивање на атеросклеротичните плаки, меѓутоа вообичаено причинителите се мултифакторни. Повеќе причинители заедно доведуваат до формирањето на тие атеросклеротични плаки. Ви спомнавте веќе холестерол, високиот и лошо регулиран холестерол, високата тензија, значи хипертензивната пациенти со лошо регулиран диабет, пушачи, пациенти со генетска предиспозиција, значи сето тоа се еден начин на ризик фактори кои што придонесуваат кон развивањето на атеросклерозата и нејзиното напредување. Докторе, може ли пациентот да има нормално ниво на холестерол, а да се забележат вакви плаки на крвните садови? Постојат, мислам, видите, најголем дел од пациентите кои што имаат ова заболување имаат покачено ниво на холестерол, меѓутоа кај некои пациенти можно е и нивото на холестерол да бидат, да речеме, во оние референтни вредности, меѓутоа да бидат самите пациенти склони кон други коморбидитети, кои што практично придонеселе и влијаеле за развивањето на тој атеросклеротичен плак. Доколку се внесува преголема количина витамин Д, може ли да дојде до формирање на калцификати на крвните садови и атеросклероза? Да, значи, зголеменото внесување на витамин Д доведува до една состојба, позната како хиперкалциемија, значи имаме вишок на калциум во системската циркулација и организмот бара начин да се справи практично со тој вишок на калциум, можно е да предизвика и да афектира повеќе органи, меѓутоа конкретно на крвните садови предизвикува депонирање на калциумот на самиот крвен сад. На тој начин предизвикува намалување на еластичноста на крвниот сад, а намалениот еластичниот крвен сад е добра подлога за развивање на атеросклерозата. Значи да не се претерува со витаминот Д. А што е со старост, односно возраста? Дали е таа директно поврзана со промените на крвните садови? Да. Значи,
Ние како индивидуи се раѓаме со атеросклеротични плаки, уште како нели бебиња, а брзината и процесот на развивањето на тие атеросклеротични плаки зависи, рековме, од повеќе фактори. Еден од тие е и возраста. Возраста, да, директно пропорционално би рекле дека влијае на развивањето на атеросклеротичните плаки, меѓутоа, од друга страна, не е единствен причинител за развивањето на истите. Така да, пациенти кои што се склони кон овие другите коморбидитети, се страстни пушачи, имаат лошо регулирана хипертензија, лошо регулиран диабет, лошо регулиран холестерол, секако дека кај нив, согласно возраста, многу побрзо би се развивале тие атеросклеротични плаки, отколку да речеме, например, од повозрастни пациенти кои во текот на животот биле подисциплинирани во поглед на своето здравје, значи имале некое добро регулирање на тензијата, на холестеролот, имале здрави навики. Кај нив, значи, тој процес практично може да кажеме дека го успориле, односно го забавиле. Значи, понекогаш и возрастни луѓе може да имаат нормални крвни садови, а помлади лица помлади со поштетни и полоши навики здравствени да имаат промени, да. Значи, возраста не е еден и единствен Апсолутно, фактор. да. А кога станува збор за симптомите, дали промените на крвните садови, на каротидните крвни садови, нивното стеснување, дава некакви сигнали кои што ние можеме да ги препознаеме и да се посомневаме дека имаме некаков проблем? Вака, најголем дел од пациентите практично кои што имаат болест на каротидните крвни садови би рекол дека се асимптоматски, односно немаат јасно изразени симптоми. Оној дел друг од пациентите кои што страдаат од оваа болест имаат одредени симптоми, меѓутоа тие не се специфични. Значи тука може да се јават главоболки, нарушување на видот, нарушување во меморијата, по одредени случаи нестабилност, трнење на раци. Меѓутоа луѓето имаат тенденција да ги препишуваат практично овие симптоми на некои други состојби и да го на некој начин игнорираат фактот дека е возможно токму овие симптоми да бидат причина зошто мислам да бидат причина за болеста на каротидните артерии. Точно ли е дека промените на каротидните артерии обично се случаен наод при систематските прегледи? Да, тие се случаен наод не само при систематските прегледи, оно што го гледаме во нашата клиничка пракса, претежно тие се и случаен наод кај пациенти, да речеме, кои што имале ангинозни тегоби, кардијални тегоби, и сега пациентот оде за исследување на срцето, односно на крвните садови на срцето, и тука како случаен наод би рекол дека доаѓа до откривање на всушност кај поголем дел од пациентите стеснување на каротидните артерии. Кај оние здрави индивидуи, практично кои што се појавиле на некои редовни систематски прегледи, исто така знаат да бидат случаен наод. Значи добро се гледат овие промени на ехо преглед. Точно, значи првата линија, да кажеме, практично на која што може да ги детектираме овие промени представува Доплер, ултразвук, значи тоа е една високосензитивна и специфична метода која што го проценува протокот на крвта низ каротидните артерии, а воедно дава висока сензитивност и специфичност во детектирањето на степенот на стенозата, видот на плакот, градбата на плакот. Значи дава доста прецизни информации. Па да, иако тоа е релативно, пак кажеме субјективна, ехото е субјективна метода, меѓутоа е доста сензитивна и специфична, така да може со еден висок степен на точност да утврди постоењето на стеснувањата на каротидните артерии. Во кој случај се потребни дополнителни испитувања, например магнетна резонанца? Да. Вака, магнетната резонанца практично во поглед на диагностицирањето на оваа болест и не е толку застапена. Повеќе како прва линија би спомнале, го спомнавме Доплерот како неинвазивен, а високо сензитивен и специфичен, меѓутоа оние златни стандарди за диагностицирање на овие болести таму каде што постои сомневање за истите, би рекол дека представуваат компјутерската томографија со контраст, значи се вбризгува контраст и може јасно да се визуализираат промените и степенот на стеснувањето на крвните садови,
а во одредени случаи и директна ангиографија. Ангиографија се споменавте, тоа се тие снимања кога се влегува со катетер низ крвен сад? Со катетер се влегува практично зависно дали преку рака или нога, се влегува преку артерија и се доаѓа точно некаде во пределот на бифуркацијата на каротидните артерии, се вбризгува тука контраст и може точно да се утврди степенот на стеснување, доколку постои и протокот, и движењето на протокот во самите каротидни артерии. Дали се поставува диагноза за болест на каротидни артерии само врз основа на стеснувањето на крвниот сад или е потребно да пациентот да има уште некои дополнителни симптоми и тегоби? Видите, рековме дека еден дел од овие пациенти се асимптоматски. Така да, во случај да сте асимптоматски пациент, меѓутоа имате известен степен на стеснување на каротидниот крвен сад, практично и тука покрај стеснувањето имате и присуство на еден плак, кој што може да биде мек, може да биде калцифициран, може да биде од мешан тип. Практично имате и зголемен ризик од руптура на истиот плак и овие невролошки засегања кои што претходно ги споменавме. Така да и во случај да сте асимптоматски пациент, а имате висок степен на стеснување на каротидниот крвен сад, препораката би била нормално оперативен третман. Кое стеснување е проблематично? Дали секое стеснување на овие крвни садови се смета за потенцијален ризик за некое невролошко случување? Не, видите, според гайдлайнси велат дека стеснувањата кај асимптоматски пациенти од над 60% веќе представуваат индикација за операција. Исто стеснувањето од над 60% кај пациенти кои што веќе имале некое невролошко засегање, дали е тоа форма на тија или во форма на мозочен удар, или пак кај асимптоматски може пациенти, меѓутоа содржината на плакот да биде мекат. Меките плаки се многу по-фрагилни и постои можност за нивно празнење, на тој начин дешаржирање на нивната содржина во мозокот. Така да постојат одредени препораки, гајдланси врз основа на кои што ја донесуваме одлуката за тоа дали секој пациент треба веднаш да се оперира или не. Постојат ли лекови кои што може да ги исчистат крвните садови од ваквите наслаги? Да. Не постојат лекови кои што практично може да ги исчистат крвните садови, меѓутоа постојат лекови кои што практично може да го забават процесот на напредување на атеросклерозата. Тука пред се мислиме на статините. Тоа се лекови кои што помагаат во добро регулирање на лошиот холестерол и на тој начин практично даваат една стабилност на атеросклеротичниот плак и го прават, да речеме, еден вид поотпорен од ненадејното празнење и предизвикување на овие невролошки дефицити. Колкаво треба да биде нивото на холестерол кај пациентите кои што веќе имаат некакво стеснување, односно имаат атеросклероза на каротидните артерии? Да, сега зависно од референтниот систем и од калибрациониот момент, вообичаено треба да се движат некаде под 1,8 милимоли на литар. Оној ЛДЛ холестерол или лошиот холестерол би требало да биде под 1,8. Но овие пациенти претпоставам дека им се препишуваат и лекови за нормализирање на крвниот притисок? Да, апсолутно. Видите, рековме дека најчесто тоа се пациенти со повеќе коморбидитети, така да се ние некако се фокусиравме на холестеролот, меѓутоа точно овие пациенти имаат потреба и од други лекови. Нормално најчесто станува збор за пациенти кои што се долго време хипертоничари, што значи дека имаат потреба од лекови за снижување на крвниот притисок, антихипертензивна терапија значи е потребна, ако се диабетичари, имаат потреба од добро регулирање на диабетот. Дефинитивно сите овие пациенти примаат и антиагрегациона терапија, односно терапија која што практично на некој начин возможува нормализирање нивото на тромбоцитите и ја намалуваат моментот на тромбогеноста, антикоагулантната. Се намалува шансата за се формираат тромби. Да, практично да. Антикоагулантна исто терапија кај пациенти кај кои што постојат одредени состојби за хиперкоагулабилност на крвта, така да вообичаено овие се покомплексни пациенти во смисла со повеќе коморбидитети и запирањето на болеста, рековме, не меѓутоа успорувањето на болеста
е практично преку овие чекори, односно добро регулирање на крвниот притисок, добро регулирање на нивото на гликемија, на холестерол, менување на животните навики. Така да, тоа се чекорите кои што нели во однос на тој конзервативен третман може да се презема. Колку често овие пациенти треба да прават контролни редовни прегледи? Да. Како се следат? Како се следат? Тоа зависи практично од кардиолог до кардиолог, меѓутоа оние стандардни следења се на секои 6 до 12 месеци би требало да се јават за доплер проверка на каротидните артерии и проверка дали тој процес практично стагнира или има напредување. Доколку има напредување, тогаш ќе треба, рековме, да ги направат овие другите испитувања во смисла на компјутерската томографија со контраст и малку подетално да можеме да го утврдиме степенот на напредување на болест. Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма испишан на екранот, слободно можете да се јавите и да поставите прашање. Ние продолжуваме понатаму кај оние пациенти кај кои што е потребна интервенција. Споминавте дека се препорачува операција. Зошто не вградување на стент? Стентот не е прв чекор? Да. Видите, не постои нели прв или втор чекор во однос нели на третманот кога ќе дојде момента за третирање на оваквите состојби. Генерално Жан Митрев клиника е центар со голем волумен на пациенти кои што се третираат хируршки. Така да, кај нас претежно, мислам, третманот на оваквите пациенти со каротидна болест се одвива хируршки. Постојат и центри кои што повеќе својот фокус на третман на оваквите пациенти го имаат во ендоваскуларниот пристап. Така да, претежно, со исклучок на возраста, да речеме некаде над 70 години препорачува повеќе хируршки третман, отколку ендоваскуларен. Под 70 години може да се размислува за стентирање на овие каротидни артерии, меѓутоа таа одлука дефинитивно во одредени случаи ја носиме ние, зависно од пациент до пациент, во зависност од коморбидитетите и така натаму. Меѓутоа, во долна линија е и одлука која што треба да си ја донесе и самиот пациент. Дали овие операции се сложени, тешки за пациентот? Вака, кај нас, иако тоа не е, би рекол, насекаде во светот пракса, овие операции се изведуваат во локална анестезија. Практично се става еден цервикален блок кој што се состои од неколку боцкања во пределот на вратот, на анестетици кои што предизвикуваат отрапнување на тој простор околу вратот, кој што хируршки пристапуваме. Така да, од аспект, мислам, на пациент не сте интубиран, значи не сте заспан, вие сте будни, операцијата тече, отприлика време траењето на хируршкиот третман е околу 30 на минути. Така да, од аспект на пациент, мислам дека не е нешто прекомплексно, а од аспект на кардиохирург со оглед на тоа дека треба зафатот да се заврши прецизно во краток временски период, што побрзо, подобро? Да, од аспект на кардиохирург нормално дека постои извесен притисок, операцијата да помине во најдобар ред. Што кажавте, треба да се направи операцијата во релативно пократок временски период и нормално прецизно. Во одредени случаи, таму каде што имаме сомнеш во однос на колатерална циркулација, користиме и шантови, така да тоа се всушност еден начин премостување на полето кое што го работиме. Значи крвта циркулира, продолжува да циркулира иако не во мозокот, значи преку засегнатата страна која што оперираме, ставаме шантови, значи пред стеснувањето и по стеснувањето, а она поле кое што нас не е потребно за работа, на некој начин останува бескрвно и дава просто го исклучуваме. А сепак известно количество на крв дозволуваме преку тој шант да оди кон мозокот. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до доктору и до водителката. Вака може малку сум од темата надвор. Ја имам 70 години. Така. Еве при 14 години имам аритмија на срцево. Пома иди све повеќе. Ја идев во Жан Митрев кај доктор Фламинка.
неколку години, но поради финансиски не можев да одам поќе. Нигде не можам да појдам, ни на кардиологија, нигде никој не ме прима, не ми закажуваат. Одев така една приватна. Ехо ми прават, стрес-тест, холтер носам многу пати, по приватни пак. Така, и сега Аритмијава дури страх ми е, кој ќе земи час чука, час стои, час по 130 во минута, час ќе дојде до 50. Не можам ни притисакот да го мерам, 200 ми заминува. Седам дома, сама сум, со страх. Така. Пијам мепинто за аритмијата, пијам за притисок корнелин и копренеца, 1,25. Пијам аспирин, 100 тие ми се. Така, па Това, сега молам претпоставам нешто дека да ми кажи прашањето е доктор. некаков совет поврзан со вашата состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да. Повелете, докторе. Да, значи во ваков случај треба да се консултира електрофизиолог. Кај нас е доктор Никола Ѓоргов, така да ќе може да дојде и да направат консултација за да се објаснат ако е се исклучено, да речеме, направена претходно коронарографија исклучена, бидејќи во одредени случаи коронарната болест може да биде една од причините за нарушување на срцевиот ритам. Така да пациентката кажа дека направила и холтер и све, со сите тие резултати ќе може да направи една консултација со електрофизиолог кој што на некој начин е специјалист за срцевиот ритам и кој што ќе може да ја даде решение во конкретниот случај на нејзиниот проблем. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Го очекуваме вашето прашање, повелете. Јас голема благодарност до докторот, се јавувам од Кавадарци. Така. Да, син ми беше Суза Панова е тука, беше кај нив. Голема благодарност на докторот и целиот персонал од Жан Митре. Само тоа. Така, ви благодарам Поздрав. за вклучувањето во програма и поздрав. Докторе, продолжуваме понатаму. Споменавте дека овој зафат треба да се заврши брзо и прецизно. Го опишавте процесот како се изведува. Дали може истовремено и на двете каротиди да се направи операцијата? Во еден акт? Во еден акт теоретски да, меѓутоа од повеќе причини мислам дека се одбегнува таквиот пристап. Сепак рековме дека представуваат автопат каротидните артерии кои што носи крвта од срцето кон мозокот, така да практично операција на овие главни артерии во ист акт не е препорачливо. Значи, вообичаено никогаш, мислам, не постојат состојби кои што се баш така да кажем ургентни, за да бараат и да изнудат од нас потреба од операција во ист акт. Понекогаш, во одредени случаи, може да оперираме во ист акт каротида и бајпас. Тоа е кај лица кои што, да речеме, баш овие плаки се меки, како се нарекува, екстракорпорална циркулација и ризикот од реваскуларизацијата на миокардот носи ризик потенцијален од празнини на овие плаки и мозочни засегања. Во такви случаи, да, може да пристапиме, да речеме, првен кон операција на каротидата, па да продолжиме со операција на срцето, меѓутоа, во ист акт обете каротиди не. Дали носат одреден ризик ваквите операции, бидејќи пациентите навистина се плашат од зафатите на каротидните артерии? Да, видите, нормално, мислам, не постои операција која што практично нема известен степен на ризик, меѓутоа некаде околу 3 до 5% се движи компликациите од овие операции, што е доста вака низок процент кога се погледне комплексноста и сложеноста која што даваат овие крвни садови. Како што кажав, за пациентите е важно да бидат збринети во смисла да дојдат во еден центар кој што има висок обрат на оваква патологија и тоа е понекогаш и најдобар гарант дека всушност овие ризици кои што ги спомнавме ќе бидат минимизирани. А кој е ризикот доколку не ја направат операцијата во бројки ако се измери? Па секако мислам ако ги извагаме дефинитивно е поголем ризикот да не се оперира. Зошто? Затоа што тоа е болест која што рековме дека со текот на годините прогредира. Така да
во известен момент, доколку пациентот има стеснување на каротидните артерии, практично ќе дојде до одреден мозочен инсулт во најголем дел од случаевите и ќе дојде до невролошко засегање. Така да, ако треба човек да ги вага овие два моменти, дали да се направи операција или не, дефинитивно ризикот од операцијата е многу помал, отколку да се преземе одговорност да не се оперира. Кај сите пациенти настапувате со локална анестезија, што е со оние кои што имаат голем страф од оперативниот запад? Видете, тоа е повеќе ствар на разговор со пациентот, значи во склоп на таа предоперативна подготовка тие разговараат со анестезиолог и им ги доловуваат практично моментите на анестезија. Можно е, мислам, да станува збори во одредени случаи да имаме пациенти кои што се несоработливи, кои што инсистираат за општа анестезија и таквите пациенти, да, ги вршиме во општа анестезија, меѓутоа, кај најголем дел од пациентите, би рекол над 90%, ги правиме во цервикален блок, значи во локална анестезија. Каква интервенција се прави на крвниот сад? Се чисти на слагата? Се става стент? Што се прави? Значи, ако е станал збор за ендоваскуларен пристап, во тој случај, практично на местото каде што е стеснувањето, колегите ставаат стент, а кога се работи за хирушкиот значи, пристап, во тој случај, ви кажав, ставаме шант во одредени случаи. Што е тоа шант? Шант, нели рековме дека е девајс кој што овозможува продолжување на циркулацијата кон мозокот и на некој начин се овозможува како цевче кое што овозможува крвта од заедничката каротидна артерија да го продолжи својот пат кон внатрешната каротидна артерија, а нас да ни остави доволно простор и време да може операцијата да ја изведеме технички адекватно. Така да, мислам, во однос на чистењето, тоа представува отстранување практично на плакот во целост, се отстранува, тој плак вообичаено се наоѓа некаде на бифуркацијата, значи на каротидната артерија, од комунис кога се дели кон екстерна и интерна и на тој начин целосно се отстранува плакот, може добро да го визуализираме, бидејќи артеријата практично е отворена во целост, се чисти добро и потоа значи, се затвара артеријата, се вади тој шант и толку. Практично толку, да. Ќе вклучиме гледач. Добар ден. Добар ден, добри луѓе. Ви благодарам, повелете. На телефон Милике Раседелчева ве поздравувам. Ја пратам вашата емисија. Ви благодарам. Па сакам да го прашам доктор, јас живеам веќе 27-8 години со мултипла склероза. Па баш тоа ширење на крвниот сад во мозокот, дали и тие бели плаки, дали тие белите плаки доаѓаат од тоа баш проширување на мислам стеснување на крвните садови во мозокот, па доаѓа до тоа доаѓа обично од стресот и затоа сум бил и во неврологија. Значи, ваш сумнеж од вие, дали стеснетите крвни садови може да доведат до мултиплекс склероза? Да. Ако добро ве разбрав. Дали сето тоа е поврзано така? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли да доведе стеснетиот каротиден крвен сад до ваква болест? Не. Не, значи етиологијата на станувањето на едната болест и другата се комплетно различни. Така, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден, сакам да ме вклучите кај доктор? Во програма сте и го очекуваме вашето прашање. Ало. Добар ден, го очекуваме вашето прашање, ве слушаме одлично. Добар ден. Добар ден. Поздрав и да ви кажам. Сега, дали имате прашање? Имам прашање, вака. При преглед на кичмата во јануар месец, ми најдоа дека имам плаки на стомачната аорта. Така. И сега, што да направам ја? Докторката матична ми даде Атервокс. Иначе немам холестерол, све ми е нормално, само шеќерот ми е 6,7. Така. Докторе, да нема душените прашања? Така, што понатаму? Што понатака, што да направам? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да. Повелете. Значи,
во ваков случај би било добро пациентката да се јави не на матичен, туку на кардиолог, што ќе може со на ехо добро да ја визуализира аортата, да види дали реално станува збор за стеснување и плаки, колкаво е тоа стеснување практично на аортата и доколку постои индикација. Во ваков случај би требало да се направи компјутерско снимање на аорта по кардиопротокол и да се утврди степенот на стеснувањето на аортата. Секогаш кога се забележуваат некакви калцификати, промени, постои стеснување или не мора да значи? Не мора да значи. Да, не мора да значи, меѓутоа пак ви кажав, значи постојат неколку типови на плаки, тие може да бидат мешани по својот состав, содржат и меки делови, компоненти и калцифицирачки момент, може да бидат исклучително меки или калцифицирани. Така да, доколку станува збор за плаки кои што се меки, кои што се наоѓаат на зидот на абдоминалната аорта, практично во одредени случаи постои можност да дојде до руптура на тој плак, дешаржирање на тромбите, меѓутоа сега не во мозокот, меѓутоа тие тромботични елементи кои што се наоѓаат во самиот плак да се упатат кон периферијата, па да имаме запушување на периферни крвни садови. Така да, за тоа велам, мора добро да... Кога зборуваме за периферни крвни садови, мислите на носете? На носете, на екстремитетите на долни, така да, за тоа велам, мора добро да се евалуира, да се види дали овие плаки се какова нивниот конзистенција, дали прават стеснување на аортата или не, и да се утврди дали има потреба од понатамошно исследување на истото. Значи кардиолошки преглед советувате? За почеток кардиолошки преглед, да. Така, ние продолжуваме понатаму. Пациентите кои што ќе имаат операција, на кои што ќе биде направена операција на каротидните артерии. Да. Како се опоравуваат? Како тече тој процес? Да. Значи, вака, кај нас пациентите доаѓаат еден ден пред операција, вообичаено во попладневните часови, веќе из утрината. Најчесто денот го започнуваме со на операции, мислам на каротида, така да тие се први на оперативните програми најчесто. Кажавме дека операцијата севкупно, отприлика заедно со анестезиолошкиот дел и хируршкиот трае отприлика околу 1 час. Потоа се префрлаат, рековме дека се прави во цервикален блок, значи во локална анестезија, они се будни. Се префрлаат на интензивна нега околу 2 часа за мониторирање постоперативно. Подоцна одат на одел и веќе следниот ден, доколку се е добро, се вади едно мало дренче кое што го ставаме после операција, се вади и тоа дренче и практично ги пуштаме дома. Значи, опоравувањето тече многу брзо? Многу брзо, отприлика, значи 2 дена се доволни за пациентите да бидат испишани од болница, а понатаму, значи, отприлика 1 месец најмалку е потребно за да почнат да се враќаат во своето секојдневие. Доколку имале некакви проблеми, можат ли да почувствуваат веднаш по операцијата подобрување и промени, бидејќи протокот на крвта е подобрен? Да, апсолутно, посебно кај пациенти, да речеме, кои што претходно имале некои епизоди на транзиторна исхемична атака, сме забележале кај пациенти кои што дошле во состојба на акутен мозочен удар како резултат на акутна оклузија на каротидната артерија. Брзата хируршка реваскуларизација на тој сегмент доведува до повторно воспоставување на крвниот проток и на тој начин практично забележуваме дека неколку часа по операцијата доаѓа и до повлекување на таа невролошка симптоматологија која што имаме. Транзиторна мозочна атака споменавте, тоа се всушност минливи епизоди на симптоми на мозочен удар, така? Тоа како предмозочен удар, всушност една состојба која што имаме практично краткотраен блок на протокот на крв низ каротидните артерии и вообичаено се јавува една симптоматологија која што е многу слична со симптомите на мозочен удар, единствено се разликува во време траењето. Кај транзиторната исхемична атака симптомите се јавуваат од неколку минути, па траат максимум до 24 часа, потоа тие се реверсибилни, односно се повлекуваат. Кога зборуваме за пациентите кои што поминале низ овој оперативен зафат, дали потоа е потребна некаква медикаментозна терапија? Да, терапија. Или ги сметате веќе за здрави?
Видите, атеросклерозата е генерализиран процес, што значи дека ние можеби во моментот сме го решиле проблемот на каротидните артерии, меѓутоа болеста прогредила може на нозе, може на срце, така да апсолутно е потребна терапија која што вклучува на антихипертензиви пред се за добро регулирање на тензијата. Рековме дека мношото од овие пациенти се и диабетичари, па има потреба и од добро регулирање на гликемијата, нивото на ЛДЛ холестеролот, понатаму прекин пушењето на цигари, започнувањето со некои малку поздрави навики во однос на исхраната, така да дефинитивно дека имаат потреба од терапија и понатаму. Доживотно. Доживотно. И промена на животниот стил? Дефинитивно, значи овие пациенти мора да сванат дека всушност пак ќе кажам алармот можеби се запалил на ниво на каротидните артерии, меѓутоа тоа е генерализирана болест и мора да го забава тој процес на напредување на останатите всушност артерии низ телото. Колка е веројатноста проблемот да се повтори на истото место каде што била направена операцијата? Да. Значи, постојат, тоа е рестеноза практично на самата каротидна артерија, онаму практично на истото место каде што е направена хируршката реваскуларизација, меѓутоа тоа се исклучително ретки случаеви. Процентуално некаде околу помалку од 3-4% е рестеноза која зборуваме за 5 перспективно за 5 години. Предпоставам дека треба да се прават редовни контролни прегледи. Апсолутно, контролите, значи рековме дека динамиката на контролите ќе ја утврдат кардиолозите на нивните редовни кардиолошки контроли. Вообичаено еднаш на секои 6 до 12 месеци е неопходна контрола, а понатаму практично динамиката ја утврдуваат колегите во зависност и од другите коморбидитети. Се случува ли да има потреба пациентот да за повторна операција на каротидата, но на друг дел од неа? Да. И дали може да се интервенира во таков случај? Да, иако исклучително ретко би рекол, меѓутоа тука кога зборуваме за каротидни артерии, операција и стентирање, претежно зборуваме за моментот на бифуркација, односно веќе споменав, тоа е моментот на премин на заедничката каротидна артерија во интерната и во екстерната каротидна артерија. Тука тоа течение всушност на крвта е турбулентно, па поради тоа и представува на некој начин пределекционо место за развивање на овие атеросклеротични плаки и стеснување. Меѓутоа, дефинитивно каротидната артерија од нејзиниот излез па сед горе до всушност учеството во мозочна циркулација представува место подложно кое што може да се развие атеросклеротичната плака и практично може да се интервенира. Докторе, кои прашања најчесто ви ги поставуваат пациентите кога треба да им се направи операција на каротидата? Прашањата се претежно во смисла на како ќе се одвива оперативниот тек, време трајањето на операцијата, ова што го спомнавме, време трајањето на опоравувањето од операцијата, кога ќе може практично да се вратат на тие нивни секојдневни оврски. Деловно постојат и прашања, како што споменавме, колкав е ризикот од повторно да се ова истото случаи на веќе оперираната артерија. Така да тие практично варираат од пациент до пациент, меѓутоа генерално сите се заинтересирани во смисла време трајањето на операцијата и време трајањето на оправување. Важен ли е тој разговор со пациентот? Да, апсолутно, затоа што дефинитивно, бидејќи работиме во локална анестезија, неопходно е пациентот да биде добро информиран за оперативниот третман и за она што треба да го очекува како пациент за време на операцијата, бидејќи подготвен пациент многу подобро значи се носи со целиот момент, отколку пациент кој што практично влегува во слепо и не знае што да очекува, како да се однесува за време на операцијата и така. Во нашата установа имаме и психолог
кои што практично секој пациент пред да влезе на операција, освен ако не е итна, им обавува разговор со психолог кој што на некој начин започнува ги охрабрува и започнува подготовката на онаа психолошка на самите пациенти, а подоцна веќе во разговор со нас и со колегите анестезиолози, мислам дека го добиваат целокупниот впечаток од тоа што треба да очекуваат и како да се однесуваат. Така, бидејќи е многу важно да се совлада стравот во тие моменти. Да. Вела дека најдобар лек за болеста и превенцијата. Па што вклучува таа? Да, превенцијата всушност вклучува отфрлање на штетните животни навики и започнување на овие поздрави навики, односно доколку пушат цигари ќе треба да се прекинат, бидејќи тие сериозно влијаат на воспалението на самиот крвен сад, понатаму промени во однос на исхраната, доколку посебно пак кај лица кај кои што постои да речеме некоја генетска предиспозиција, че има родители, браќа, сестри кои што се соочиле со оваква патологија, дефинитивно значи ќе мора да подобро ги регулираат крвните притисоци, подобро да го регулираат нивото на гликемија во крвта, подобро да ги одржуваат нивоата на холестерол, да почнат малку физички да бидат активни, да внесуваат повеќе овошје, зеленчук. Така, медитеранската исхрана вела дека е најдобра. Значи може да се влие на атеросклерозата, но во каква мерка? Да, значи, доколку е генетски предиспониран овој проблем? Да, значи можеби тоа го спомнавме на почетокот, не можеме ние да го запремем процесот на атеросклероз. Посебно пак не и кај пациенти кај кои што постои генетска предиспозиција. Меѓутоа можеме да го забавиме тој процес и на некој начин да си дадеме шанса подолг временски период да бидеме ослободени од ризикот за не дај Боже некое невролошко засегање. Така да практично мој совет е да се прават редовни контроли, посебно рековме пациентите кои што на некој начин се со генетска предиспозиција прават редовни контроли кај своите кардиолози, да ја земаат редовно пропишаната терапија, за да може да го минимизираме ризикот. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот и до емисијата. Ви благодарам. Јас сум од Струмица. Така. Пред една година ме имат бушено на каротидите. Левата ми беше запушена над 70%, а десната ми беше над 80%. И ме бушија, мислам ме почистија и имам на десната ставено стен сега. И бев на контрола пред 2 недели на ехо, мислам ме гледа и рекол дека е добро. Па консултација со доктор, дали е добро тоа или ќе треба да одам пак на снимање за да видим колку се запушени. Така, само на едната каротида, колку што разбрав, ви направи интервенција или на двете? Не, на двете. На двете, така, добро, не ве разбрав. А на десната имам и стен ставено. Така, на едната имате и стента, едната е само прочистена во ред. Да не имате уште никој прашање, докторе, не во ред. Ви благодарам за вклучувањето. Да, добро, значи колегите му кажале дека во моментот све е во ред, така да треба да се придржава до тоа кое што го зборувавме, а тоа е редовно се зема терапијата најнапред и редовни контроли. Оние пациенти кои што имаат вакви интервенции, понекогаш добиваат наод дека холестеролот им е во нормални граници, но повторно им е препишана терапија со статини за намалување на неговото ниво. Зошто е тоа така? Да, па спомнавме дека кај пациентите кои што се оперирани или стентирани, нивото на ЛДЛ треба да се движи под некои вредности. Идејата е дека овие статини го стабилизираат практично атеросклеротичниот плак, бидејќи тој е као во една капсула атеросклеротичниот плак, која што внатре содржи различен состав, за кој што зборувавме, и со турбуленцијата на крвта, практично се истанчува тој плак и се ствара во еден момент можност да руптурира и за да се испразни. Овие, како се вика, статини на некој начин му помагаат во фиксирањето на плакот за интимата на крвниот сад, а воедно и задржување на интегритетот на таа капсула по долговременски период. Докторе, колку често правите вакви интервенции? Да, значи на вакви интервенции во нашата клиника
се прават на секојдневна база. Вообичаено некаде статистички би рекол од над 1000 годишно. Така да тоа му доаѓа практично секој ден предека по 3-4 зависно од програмата. Значи релативно честа честа болест, така да посебно и во нашата установа. Зошто? Затоа што ние сме и кардиохируршки центар, па во склоп на предоперативните подготовки, она што го спомнавме на почетокот, асимптоматски во наводници, меѓутоа во склоп на тие предоперативни подготовки ги снимаме и каротидните артерии како потенцијален ризик кај пациентите кои што подлегнуваат на хируршка реваскуларизација на миокардот. Така да од тука произлегува, би рекол, можеби уште повеќе и зачестеноста. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта, за бројните појаснувања што ни ги дадовте на оваа тема. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.